Само лани државата собрала 62 милиони евра даноци од игрите на среќа. По закон, дел од овој колач треба да заврши како поддршка на националните инвалидски организации, Сдруженија за борба против семејно насилство и Црвениот крст. Владата го почитува законот, но го исплаќа законскиот минимум. Секако дека средствата кои ги добиваат не се доволни за програмските активности. Мала или голема за оние кои не ги опфаќа законот, ваквата државна помош од игри на среќа е несреќно решение, бидејќи во самата суштина постои судир кој да ги искористи овие пари. Парите се исплаќаат, но има ли отчет како се трошат? Не ги даваме одеднаш сите пари. Звонко Шаврески е автор на препевот на македонски јазик на италијанската партизанска песна Бела Чао. Мотив му била вечната борба за рамноправност на лицата со попреченост во земјава. Тој одамна го напушти Сојузот на телесни инвалиди кој се финансира со државна помош и борбата ја продолжи со невладината организација Полио Плюс. А токму Полио Плюс изработи анализа насловена Јаболко на раздорот, документ кој го проблематизира државното финансирање на сојузите. Мене ми беше смешно, нели Бог да ти даде интелект, разум, дарби и ти да ги користиш за да правиш графче на некој собир и тортијада. Дури и да се прави тортијада, нека се прави во сред Скопје, во центар, нека види народот, нека видат луѓето дека постојат, нека пробаат што торти се прават, нели? И пак ќе се работи за некој вид на awareness raising, за алармирање на јавноста за постојањето. А вака, што викаат србите, Богу и за ногу, затворени сами со себе, тоа е свет џабе. Од Националниот совет на инвалидски организации, чии членки добиваат најголем дел од државната помош, поинаку гледаат на своите активности. Бранимир Јовановски вели дека на нивните членови им треба и разонода. Знаете, лица со инвалидност не може да бидат членови на танец. Немате инвалидност ги спречува тоа. Не може да бидат членови на некој врвен хор. Меѓутоа може да имаат свој танец и може да имаат свој хор. Тортијадата се одржува како една општинска манифестација која премина во национална организација и треба да бидете присутни да видите како жена без две раце прави торта. Тортијадата сепак е само еден пример за тоа дали соодветно се трошат парите од државата наменети за луѓе на кои им треба помош. А самата дебата произлегува од фактот што сојузите на лица со попреченост, заедно со Сдруженијата за борба против семејното насилство и Црвениот крст, се именувани во Законот за игри на среќа како организации кои добиваат пари од даноците на игрите на среќа. При тоа е одредено дека од вкупно собраните даноци по таа основа, на овие организации им се исплаќа 50% од вкупниот приход од игрите на среќа и забавните игри, утврден во претходната календарска година, но не помалку од 1 милион евра и не повеќе од 2 милиони евра. Анализата на 360 степени покажа дека во последните 6 години владата ги почитувала овие одредби, но се држала до најниската законска сума. Од 2015 до 2017 годишно префрлала 1.070.000 евра, а од 2018 малку повеќе, 1.140.000 евра. Од тие пари, речиси символични се сумите дадени на Сдруженијата за борба против семејно насилство и Црвениот крст. Најголем дел од колачот завршува кај инвалидските организации. Апсурдно во целата ситуација е тоа што додека владата го исплаќа законскиот минимум, даноците на игри на среќа растат значително од година во година. Лани, по таа основа биле собрани 62,5 милиони евра. Кога би се исплаќала половина од таа сума на сојузите и организациите, како што предвидува првиот законски услов, тоа би биле 31,25 милиони евра годишно. Вториот законски услов ја ограничува исплатата на највисоки 2 милиони евра, но иако очигледно има пари, кај владата нема волја да се исплаќа таа сума. Прашавме во Министерството за финансии зошто инвалидските организации го добиваат законскиот минимум, кога приливот на пари во буџет од игрите на среќа е многократно поголем. До емитувањето на емисијата, одговор не добивме. Според Шаврески од Полио Плюс, самиот факт што законот фаворизира одредени организации прави раздор на терен. Ради овај камен на сопнување, не можат да најдат заеднички јазик и да артикулираат единствен глас по прашањата за кои застапуваат. И
и стално ќе се скараат за нешто на државата, тоа и одговара на владите, нели, нема обединување на фронт. И, како да речем, раздвоени гласови и гласчина полесно се стишува. Националните инвалидски организации каде завршува најголем дел од она што се исплаќа и самите не се еден субјект. Во Националниот совет се вмрежени Сојузот на слепите, Сојузот на глуви и наглови, на лица со телесен инвалидитет, Сојузот на цивилни инвалиди од војната, Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака, Македонскиот параолимписки комитет и Националниот сојуз на инвалиди на трудот. Според Бранимир Јовановски, државните пари не ја купуваат нивната кооперативност. Гласот го кремаме силно онаму каде што треба во институциите, апелирајќи и застапувајќи ги потребите на лицата со инвалидност. И тоа можеби не звучи многу гласно надвор, меѓутоа тоа во секој случај е сериозно гласно во самите институции, бидејќи некои наши преговори траат со години. Јовановски дополнува дека со парите од државата не се реализира само програмата, туку се покриваат и режиските трошоци на сите 140 подрачни здруженија. Чадорот на организации ни цела држава заедно број над 90.000 членови. Се случи само еднаш пред 3-4 години едно покачување од 10% и остана на тоа, мада требаше линеарно секоја година да биде тоа зголемување континуирано. Парите од буџетот сепак не се делат од ракав, туку има систем. Процедурата почнува со предлози за активности од националните сојузи до Министерството за труд и социјална политика. Конечната одлука што ќе се поддржи се носи на Илинденска. Јовановски вели дека имаат приоритети, но дека и средбите се важни. Да се видат, да разменат искуства и имаат доста овие рекреативни активности. Како успеси од активностите, Јовановски ги набројува законските измени за вработување на лицата со инвалидност, за социјална заштита, правото за додатокот за попреченост, бесплатен јавен превоз, измени на законот за градење. А горди се и на успесите на параолимписките игри. Нам ни е многу потешко да обезбедиме средства да патуваме на настан, на надпревар, отколку да освоиме медал на тој надпревар. Дали државните пари се трошат соодветно, контролира Министерството за труд и социјална политика. Велат, редовно го следат процесот. На месечно ниво организациите доставуваат барање за исплата и извештај што реализирале од тие активности што се предвидени во самата програма. На годишно ниво, цела година, континуирано, значи самото Министерство има увид и контрола како се реализира, на кој начин се реализира. Се случува да имате забелешки да ги коригирате? Во моментот не. Проблеми во финансиите на сојузите најде друга институција. Државниот завод за ревизија досега го чешлаше само работењето на Сојузот на слепи лица и на Сојузот на глуви во 2016 година. Кај Сојузот на глуви нашле дека нема ефикасна контрола на сметководствените и финансиските трансакции, дека нема јасни критериуми за исплата на плати за службени патувања, а и дека немало уредно покритие за сите потрошени пари. Кај Сојузот на слепи лица нашле дека финансискиот план не е прилагоден кон реално доделените пари, не бил извршен попис и друго. И за прашањето на контролата има разлики меѓу организациите. Некој да преземи нешто. Ја не викам дека треба моите браќа по оружје таму да ги испозатворат или да афери да се прават, него некаква мала контрола. Поголем дел од недостатоците се во принцип одвиваат во однос на некои непознавање или незнаење отколку на било каква желба за злоупотреба. Апсолутно не пронајдува и некој досега ќе беше веројатно во судски процес. Такво нешто нема, не постои. Имате дополнителна описка? Дека не е се така розово во функционирањето на сојузите забележали и во Фондацијата за развој на локалната заедница, чија стратешка цел е да ги зајакне капацитетите на граѓанскиот сектор. Невенка Лонгурова-Гирова вели дека има тренд на бегство од националните сојузи. Лица, родители, засегнати страни, лично засегнати лица се одлучуваат да отстапат од тие сојузи или општински организации, да формираат нови здруженија, за да можат да ги застапуваат своите интереси и цели. Ово ни укажува на неколку работи. Значи, демократските процеси во самите организации не се на нивото на кое што се потребни. Еден од првите чекори со кои сојузите би ја вратиле довербата кај членовите на кои им служат, вели таа, е транспарентноста. Преку анализа на интернет страниците ни објасни на што точно мисли.
Очигледно е дека не се ажурирани податоците. Од ова што го видовме на почетната, значи нема информација, ниту, не знам, за една седница на членките за состанок, заклучоци, препораки, што работа. Значи, ова малку поинаку изгледа. Тешка за следење и страницата на Министерството за труд и социјала, каде е објавен јавниот повик за доделување на средствата за идната година. Известувања, публикации и дури некаде на средина доаѓаме до повици и огласи. И има јавен повик кој што е објавен на 23 ноември за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации и нивните здруженија. За разлика од интернет страниците на сојузите, кај невладината Полио Плюс најдовме финансиски извештај, ревизии и други податоци. Единствената забелешка е што немаше податоци за лани. Туку може подобрување, да. Лонгурова Гирова посетува дека со Законот за здруженија и фондации каде се опфатени сојузите, подеднакво се бара транспарентност од сите. Нивната работа е јавна и треба да биде транспарентна пред се кон нивните конституенти, а понатаму и кон пошироката јавност. Дебатата за финансирањето на националните сојузи, висината на средствата кои се одвојуваат за таа намена и начинот на кој се трошат, ќе продолжи во кругот на заинтересираните страни. Јавноста нема увид во случувањата, бидејќи и медиумите ретко се интересираат за темата. Иронично, токму активностите кои се мета на критика се ретките кои се забележани од објективите. Навистина ми е задоволство што не знам веќе јас по кој пат еве сум овде на традиционалната тортијада која што се организира во Банско. За жал, интересот најчесто го привлекуваат гостите, а не оние за кои треба да се прати порака дека постојат и дека се еднакви со сите останати. За сите жени за зло